Драги браќа и сестри, и јас така се чувствувам во мојата матична црква. Зошто? Затоа што овде прв пат слушнав Божја проповед на местото каде што е брат Зоран Димитровски. Под него е сега затворен базенот, кај тебе. Таму е. Сега е на друго место. Во тој базен 73 година, враќајќи се од Париз, таму донесов одлука, после редовни посети на Југословенската адвентистичка црква, кога таму пастор беше Благоја Самарџија, нам познато име, и приправник Властимир Ранчич, таму донесов одлука, ќе сторам завет со Господ во Скопје, во мојата матична црква. И тоа се случи со двајцата тогаш пастори, со кого на брзина првиот, помладиот, Богдан Бибуловиќ, ги поминавме основните вистини на Светото Писмо, а рака над мене положи, стави Милош или Мишо Радовановиќ, денес пастор во пензија во Австралија. Навистина, ова е матичната црква за многумина и за мене. Овде ги донесов моите одлуки за мојата иднина. Ова е одличен шлагворд. Така ние, бившите актери, глумци, го користиме тој термин, тој израз шлагворд, надоврзување во диалогот на сцена. Давам шлагворд, брат Данило ми даде одличен шлагворд, да се надоврзам, а потоа да ја слушнеме пораката од Господ. Значи, овде ги донесов моите одлуки за мојата иднина. Зошто за мојата иднина? Затоа што ја барав вистината. Барав мир за моето срце, иако тогаш како тукушто дипломиран актер, некој би рекол, па што сакаш повеќе? Светот е пред тебе на дланка. Но, иако беше време на комунизам, иако беше време на некои придобивки кои денес се далеку, во денешно време изгубени придобивки. Едно поубаво време. На крајот и речта Божја, Библијата, кажува дека секој ден ќе биде се полошо и полошо. Односно, колку што гревот ќе се намножува, толку повеќе ќе олади љубовта меѓу луѓето.
И сходно на овие зборови, порано беше поарно отколку денес. Денес има грев, печурки. Сте видели ли во шума, ама отровни печурки? Убави се на прв поглед. Знаете колку се лични? Оние муварки, оние попрскани, одлични се, особено кога ќе одам да ги посетам зетот, ќерката во Шведска, шумите им се преполни со печурки. Ама отровни и може да се најде и сепак нешто добро. Денес сме сведоци на војната меѓу доброто и злото. Денес гледаме на сите страни нешто што има заеднички именител. Се приближуваме кон крајот на историјата на оваа земја. Сето зборува за овој заеднички именител. Се приближуваме кон крајот на историјата на оваа земја. Па тогаш, што ќе биде со нас? Тоа беа тие прашања кои јас како пријател прв пат кога дојдов бев со коса, а како Љупчо, да. Со долга коса бев. И со едни штикли обувки од Брисел. Таму ги купив. Високи штикли. Не знам. Не сум свесен како сум можел да се качам на високи штикли. Тешко беше одењето. Ама овде слушнав дека не ли ве учи и самата природа, дека е срамота мажот да има долга коса. Љупчо, извини. И овде беше Борче, веројатно, не знам, жив ли е, не знам, Берберот. Да. И после богослужение отидов и реков сечи. Но, да се вратиме на суштината. Зошто сме и јас и вие овде? Се приближуваме кон крајот на историјата на оваа земја и сатаната се труди повеќе од било кога порано, сакајќи да завладее со христијанскиот свет. Со ревност која восхитува тој, сатаната, непријател Божји и човечки, работи со помош на своите лажни чуда. Ќе бидеме сведоци на чуда, чудеси. Но писмото, Светото писмо, го представува како лав кој рика и бара кого да го проголта. Не знам, куче да ви се пушти, па не е лесно. Куче. Ма и она најмало.
najmalo da vi se pušti, a kamoli lav. Ve rastrgnува. Isto kako i krotitelot vo jedan cirkus koji što skrotува tigrovi i na očigled na site prisutni. Vo jedan moment go rastrgnuvat. Lav, carot na životinsko to carstvo, sporeden so sataната. Значи сите ние сме во голема опасност. Па крајот на историјата на овој свет и со сите знаци пред наши очи. Истото ова било и во времето на пророкот Илија. Илија е првиот. А во времето на пророкот Малахија, за после него да нема веќе пророци цели 400 години и Господ молчи. Со тој последен пророк, Малахија, имаме едно пророштво кое се исполнува во наши денови. Значи, правиме споредба. Во книгата на пророкот Малахија, 4 глава, 5 стих, вели: еве, јас ќе ви го испратам Илија, пророкот, пред да дојде големиот и страшен ден Господов, пред крајот на светот. Ќе ви го испратам пророкот Илија. Каде е Илија? Кој е Илија? Знам дека знаеме. Дека тоа сме ние, носителите на вистината во овој свет, во овој мрачен свет. Ние, адвентистите на 7-миот ден. Тоа е нашето име. Илија пророкот треба да се отслика во адвентистите на 7-миот ден. Која е неговата карактеристика на Илија? Ако се подсетиме. Илија живееше во едно покварено, расипано време, кога израелскиот цар Ахав се ожени со Езавелја, ќерка на сидонскиот цар. Овде имаме во 16 глава во негово време, во времето на Ахав, 16 глава, 34 стих, Хил одветил, го созида Ерихон. Како? На Авирон својот првенец го основа. Значи, на темелите на Авирон се ставени
razrušeните temeli, odnosno возобновен Ерихон, а на својот мезимец, миленик, Сегув, ја стави вратата. Значи, каков паганизам, пагански обичаи, жртвување на деца за умилостивување на Господ. А интересно е што ова е пророштво, изречено уште неколку стотици години порано, ама очигледно Хил одветил како да не го прочитал тоа пророштво. Дека проклет ќе биде тој кој што ќе почне да го дзида Ерихон. Знаеме како падна Ерихон, ерихонските дзидови. На својот син да го дзида и на својот миленик, мезимец, на своето сугаре, би рекле, вратата, капијата да ја стави. Ако го читал Хил пророштвото на Библијата, веројатно би рекол, чекај, да не сум јас да исполнам вакво пророштво. И ние денес, ако добро го читаме Светото Писмо, нема да направиме грешка. Грешките се прават само ако не се чита Светото Писмо. И Илија беше покренат, поттикнат да стане и да му каже отворено на царот Ахав, поминувајќи ни сите стражи, неприметен и онака замислен Ахав, царот, очигледно не му оди баш се најдобро и најднаш се створува, се појавува пред него Илија, кој што го укорува царот, ја кажува вистината, дека заборавил на заповедите Божји. Заповедите Божји, 10 заповеди. Заборавил на своите татковци, прататковци, заборавил на Аврам, Исак, Јаков. Па се оженил уште и со незнабошкиња, со паганка, која почнува да врши служба. Најпрвин убива Божји пророци и поставува своји валови. Нејзиниот татко, Сидонски цар, тој е првосвештеник незнабожечки, а таа ја превзема функцијата. И таа Језавелја, жената на Ахав, е единствената жена во Светото Писмо што се бави со свештеничка служба. Нејзиниот крај на сите ни е познат. Завршува кучињата. Ја изеле, кога е бутната, најпрвин се украсила, се нашминкала. Првата шминка кај Језавелја. И е турната од балконот долу, кучињата ја дочекуваат и останува само една дланка, кога, ајде, ќерка на цар, па треба да биде погребана, кога отишле да ја побараат, наше само една шака и нејзиниот череп. Изедена.
Žena koja se bavila со свештеничка служба. Особено паганка. Тој Илија на царот му доаѓа и му вели од сега, па цели 3,5 години нема да капне ни дожд, ни роса, ни 3,5 години. И почнало времето да тече. Време на суша. Времена која е суша е пустиња, секнување на помали потоци, стока, луѓе бараат вода. Значи, време на пустош. Исто како што, еве, во една Америка, во текот на еден месец 500 торнада биле. Никогаш. Соборен рекордот. 500 торнада во Соединетите Американски држави. Зошто па таму? Затоа што Соединетите Американски држави имаат посебно место. Од нив ќе потече или ќе почне пустињата. Тие се еден од главните актери или зверот број 2. 500 торнада во текот на 30 дена, еден месец. Тоа е на физички план. Што се случува на духовен план денес? Само споредуваме со Илија. 3,5 години суша. На 26. јуни и покрај трите одлуки на Генералната конференција на адвентистите на 7-миот ден во Сан Антонио 2015 година, последната, трета одлука или надгласување, нема ракоположување на жени, еве го, минатиот месец, пред месец дена, ново ракоположување на жени во потомак конференцијата, а таа ќе служи, некоја Бернардина, ќе служи како ракоположен пастор. Тоа малку подсетува на Језавелја, нели? Тоа ќе подсетува на она што се случува на духовен план денес. А што друго влече една таква појава, веќе сме сведоци и во Република Македонија. Парадата, геј парадата. Зошто? Зошто е ова духовниот проблем? Затоа што Оче наш, скриената агенда, вели, зошто Оче наш? Мајко наша. Знаете дека денес во некои цркви она либерте,
slobodno izrazuvanje, pravo na sekого i tak natamo povikuvanje na sekakvi prava, namesto Oče naš, zastapnici na feministički pokret kažuvat, pa što? Neka bide majko naša. A majko naša je ona molitva koja se mantra. Govorimo katoličkata crkva. Ave Marija. Majko naša. Zašto je feministički pokret? Zašto je borbata protiv diskriminacija na ženite ili rodova jednakvost? Za majko naša. Za Ave Marija, Dominus tecum, benedictus fructus ventris tui Iesus. Považna Marija od Isus. Zato a nema veće Oče naš. Zato je majko naša. Zato je i novi od bedž, koji što vo severnoamerikanskata divizija go kažuva trendot, što duri i vo našiot pokret, adventisti na sedmiot den, ne je David, što so pračka će go pogodi Golijat. Tuku na bedžot je i devojče so pračka. Sve to so dolu ispišano, izbrani da vodat ženi pastori. Jezavelja vo služba. Vednaš da pojasnime. Site službi možat da gi vršat našite dragi sestri vo eklesija, vo crkvata, koja što treba da bide pokret. Lično go izbegnuvam izraz od crkva. Zašto onoj den koga će staneme crkva, sme ja ugasile svećata. Nije ne sme crkva. Nije sme pokret na adventistite na sedmiot den vo celiot svet, koji počnal so budenje i eve go sega je poveća od 20 milioni danas na svetot. Pokret koji ima najbrza rastečka hiperbola. Znači, odi, za vas svaka bi bilo. Kako da odi ko nebo to? Najbrza rastečka hiperbola. Rast. No, ova duhovna suša ili duhovna pustina mnogo skoro beše, mnogo skoro, faraonot, današnjot faraon, dade izjava koja što veli deka gej parovite, homoseksualni, lezbijki,
брак совршено нормален. Тоа го кажува Римокатоличката црква званично. Дали е тоа својствено за нас? Не. Имаме ли ние нешто со тоа? Не. Ние ги сакаме нашите ближни, ама не тоа што се практикува. Немаме ништо заедничко. Пријателството со овој свет е непријателство со Бога. Ние немаме ништо со овој свет. Сите додворувања, сите шурувања, сето е непријателство со Бога. Зашто пријателството со овој свет е непријателство со Бога. За жал, денес покретот на адвентистите на седмиот ден се соочува со најголемиот проблем, така наречен екуменизам. Христијани на целиот свет, обединете се во сите ваши различности. Сите христијани заедно. Може ли тоа? За нас не. А тие веќе се обединети. Мене ми дојде представник во Приштина на една евангеличка црква со покана да се приклучиме и ние со нив. Што мислите, како му одговорив јас? Јас ја зедов големата борба на албански и му реков: драги мој, еве ја книгата, се надевам ќе ја прочиташ, кога ќе ја прочиташ, дојди. Не дојде. До денес не дојде. Не може екуменизмот или преку екуменизмот, ако вие држете си сабота, ние недела, или песнарка со Аве Марија во наша црква. Или други некои песни. Немаме ништо заедничко, буквално. Зошто? Па затоа што апостол Јаков вели: кој во една погреши од заповедите, виновен ќе биде за се. А тоа е отворена врата на греф или тенок лед на кој оној кој што гази може да пропадне. И така Илија, првиот Илија, стана прототип за човек, во Библијата на српски е усталац, кој што ќе стане и ќе го исполни цитатот. Ќе го исполни цитатот. Дека најголема потреба на овој свет е потреба, од книгата Колпортерска служба е цитатот. Најголема потреба на светот е потреба од луѓе. Луѓе кои нема да се купат ни продадат.
Да. И во воспитување. И луѓе кои се спремни да го наречат гревот со неговото вистинско име. И луѓе чија што должност е како магнетната игла на компасот. Секогаш покажува север-југ. Обично се врти компасот, ама иглата си останува. Север-југ. Нема компромис. Нема или-или. Компасот со иглата север-југ. И луѓе кои се спремни да ја кажат вистината, па макар и небото се срушило. Тоа е најголемата потреба на овој свет. Потреба за такви луѓе. Интересно вели луѓе, не вели жени. Да, драги сестри, водачи се луѓе. Жените се помагачи, нашите сестри. Во сите служби. Здравствено, воспитно, ѓаконски, помагачи. Не лидери, не водачи. Па како ќе му биде водач на мажот? Значи, во последното време ќе ви го испратам Илија пророкот. Пред да дојде големиот и страшен ден Господов. Интересно е дека и во првото Христово доаѓање, пред првото Христово доаѓање, односно речта стана тело, речта, логос, стана тело, се возоплоти, Господ позајми или зеде човечко тело и се роди и стана Исус, син човечки. Во тоа време се јави исто реплика, копија на Илија. Тоа беше Јован Крстителот. Каков беше Јован? Кој беше Јован? Така е, пак пустиња се споменува. Суша. На суша е пустиња. Глас во пустињата. Јован кој што, кога неговата мајка Елисавета зачна и кога Марија после пораката од ангелот отиде да ја посети својата тетка, Јован како уште нероден заигра во утробата на Елисавета. Така ли беше? Како да го почувствува присуството на благословената меѓу сите жени Марија и заигра во утробата на Елисавета. И Елисавета беше комплетно осведочена и таа ги изрече зборовите благословена меѓу сите жени. Значи, духот кореспондираше, одговараше. И се роди Јован. Захарија, кој заради неверството што ангелот во текот на службата во храмот му рече заради твоето сомневање нема да зборуваш,
се додека не се роди. Кој? И излезе Зарија, таткото на Јован Крстителот, и сите видоа дека е нем. И намигнуваше, не можеше збор да каже, до денот кога требаше да му се даде име Јован. Нека се вика проговори Зарија. Заради неверството, сомневањето. И Јован, најголем меѓу сите пророци, за кого самиот Господ Исус рече, и ако сакате да знаете вистина, тој беше Илија. Реплика, копија на оној Илија. А кои карактеристики ги имаше? Ја кажуваше ли вистината? Да. Што рече? На царот. Оди сега кажи му на некој од водачите. Во очи. Не е право да ја земеш жената на твојот брат. И уште како неговиот брат завршил, не е право. И царот најмногу што можеше да стори е в затвор да го стави. Зашто го укоруваше. Трпеше укор од Јован Крстителот или вториот Илија. Нешто што денес ние, адвентистите на седмиот ден, сме укор за протестантскиот свет, особено, во наводници наречен христијански свет, и за целиот свет, укор. Доволно е само да сме во присуство нивно. На било кој. Се знаат. Мислите дека не знаат? Се знаат. И без збор да кажеш, за да не му излета некој невкусен збор, пред тебе, не, за малку ќе кажев, ама пред тебе не можем да кажам. Зошто? Затоа што сме укор. Особено за саботата. За неделниот закон кој што се припрема, се кува. И тогаш кога ќе биде објавен, таму каде што се торнадата, во еден месец 500 во Соединетите Американски држави. Тогаш нема веќе пеш или трчање, туку ќе мора со коњи да трчаме, не на коњи, со коњи. Денес третиот Илија, адвентистите на седмиот ден, мора да бидат во духот и силата на првиот и вториот Илија. Во време на вториот Илија, Јован Крстителот. Ајде да отвориме првата глава во Јовановото Евангелие. Прва глава. Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Бога. Словото, Логос, Исус. Се преку Него, преку тоа Слово или преку Исус, постана. И без Него ништо не стана што постана. Во Него беше животот. И животот беше видело на луѓето. Во Словото, во Исус. И виделото се светли во темнината и темнината не го опфати.
го испрати, сега е ова за нас многу убаво. И го испрати Бог човека по име Јован. Човек Јован. Човек Никола. Човек Зоран. Човек Данило. Човек Љупчо. Бог го испрати човекот на ова видело денешно. На ова дуња, што велат муслиманите. На овој свет. Господ го испрати човекот. По име. Овде вели Јован, а вие можете дури и да си во заграда допишете, нема да погрешите. Ваше име. Слободно. Ставете си ваше име. Зашто? Од кого сме, ако не од Бога денес? Овој, Јован, или Никола, или секој од вас по име, дојде за сведочанство да сведочи за виделото, сите да веруваат преку него. Тој не беше видело, туку да сведочи за виделото. И тој беше тој кој што рече, кога се приближи Исус во реката Јордан, глеј, јагне Божие, кој ги зеде гревовите на целиот свет. Јован Крстителот во првото Христово доаѓање беше најголем роден од жена. И ти ќе бидеш најголем денес роден од жена, од твоја мајка, јас од моја мајка, ако останеме во духот и силата на оној Илија, кој што рече, до кога пред народот, до кога ќе куцате сега надесно, сега налево? До кога? Ако е Господ Бог, одете по Бога. Ако е вал, одете по вала. И она чудо што Господ го направи на молитвата на Илија, тоа чудо ќе се повтори. На нас ни е потребна молитвата и силата на Светиот Дух. Значи, во денешната пустина во која сме ние, беше своевремено Јован Крстителот. Се хранеше со што? Со мед од диви пчели, со, велат дека се тоа сепак вегетаријански некои рогачи, кои кога ќе паднат одскокнуваат, а не скакулци, иако Господ некои скакулци ги имал за јадење. Не сите, се разбира. Тој се хранеше во пустињата. Ние со што се храниме денес? Што е посладко од мед? Еве. Посладко од мед. Саче. Кој се храни од ова? Во духот и силата на Илија ќе стане во даден момент. Сега ние се припремаме за крајот на историјата на овој свет. Ние сме последната генерација. Божјата реч изјавува дека сатаната, кога тоа ќе им одговара
на неговите намери, преку своите орудија, под закрила на христијанството, ќе покаже таква моќ, за да ги заблуди, ако е можно, и избраните. Браќа и сестри, ние сме во опасност. И онака Лаодикеја е млака, млитава, поспана, дури и во адвентистичката црква има разни појави денес, покрети. Но едно е сигурно, не е толку опасно она што е надвор, колку она што е внатре. Во покретот на адвентистите на седмиот ден, во самата црква се поставуваат многу поголеми пречки за јакнење и успешност од пречките кои доаѓаат од светот, од оние кои тврдат дека ги почитуваат Божите заповеди и дека ја имаат верата Исусова. Неверниците со полно право очекуваат повеќе од било која друга група, со својот доследен живот, својот побожен пример, со своето активно влијание, да придонесат за успехот и угледот на делото што го представуваат. Меѓутоа, колку пати така наречените бранители на вистината се покажале како најголема пречка. Адвентистите, наместо бранители, пречка. И стојат на врата и не пуштаат ни некој да влезе, ни некој да излезе. Значи, катастрофична ситуација. Многу сериозна ситуација е. Црквата се наоѓа пред оној најголем, пред мега отпад. Алфа отпад е минато, ама мега отпад. Тоа е кога решетото ќе се тресе и кога многумина ќе испаднат како глуви зрна. Глуво, пченично зрно, знаете, не е полно. Тој бил до прагот или на прагот за влез во Божјото царство, замислете, губи вечност. Нема пострашно. Многу сериозна ситуација. А тоа ќе го избегнеме само ако останеме во духот и силата на Илија. А што е тоа? И ќе завршиме. Тоа е тројната ангелска вест, која само во духот и силата на Илија може и треба да му се објави на овој свет. Тројната ангелска вест, особено сега. Ние сме соочени со третата поред ангелска вест, кој ќе му се поклони на ѕверот и на иконата на ձверот. Ќе прими жиг на челото свое. Зошто челото? Што мислите? Зошто се прима жиг на челото? Мене Господ рече, вие сте црква. Вие сте црква. Ти, јас, живи луѓе. Не е објектот. Нема ли луѓе тука, тоа не е ни црква. Луѓето се црква. Вие сте црква.
a crkvata spored modelot što Gospod mu go dade na Mojsije, beše od dva dela, svetinja, predvorje, no sami od šator beše od svetinja i od svetinja na svetinjite. Ako sum jas ili ti, ta crkva, i nije sme od dva dela, od telo svetinja i svetinja na svetinjite. Gledate kaj napađa Sotonata? Da so naš izbor, ne daj Bože za nikogo od nas izbor za nedela, kako što celiot svet će go ima, nije, ne daj Bože, bi dobile žig na čelo to. Na svetinjata na svetinjite. Našata glava je od kade što sesera kovodi. Vo svetinjata na svetinjite se naudja kovčegot. So zapovedite. Ova je toa, ili ovije 4 prsta od kade celiot naš ovozemski život, pa i podaleku, se dizajnira i se projektira i vo večnosta. S ovije 4 prsta, s ova svetinja na svetinjite, zašto telo to je svetinja. Tuka se odlučuva nedela ili sabota. Tuka Ilija opomenuva, sovetuva i na Ahav mu veli zašto nesreća. Ne sum jas nesrećata, ti si nesrećata. Što gi ostavivte, zapovedite Božji. To je suštinata. Golemata borba je borbata među nedelata i sabotata. Ili kovčegot. To i se brani denes. Koji što spored duhovna proroštvo to naskoro, posle objavuvanja na nedelni od zakon, će bide senzacionalno otkrijen i daden na javnosta. Vo vreme koga će bide proglasen nedelni od zakon. Vo vreme koga tretiot Ilija, adventistite na 7. den, će rečat sabota je Božji znak pomeđu Boga i njegoviot narod. Sabota je spomenikot ostaven kako spomen na Božjoto sozdavanje na ovoj svet, a ne evoluciji. Za žal, evolucionisti duri se infiltrirale i vo nekoj naši školi adventistički. I denes velat, ne, to se isto kako naukata na mormonite, bef jedna nedela da gi posjetam nivna služba i da bije me bitka, duhovna bitka. To se periodi veli, to ne se 6 bukvalni denovi. Sabotata je tokmu poradi toa. Spomen deka Gospod za 6 dena go sozdade neboto, zemljata, moreto, izvorite vodeni i sve što je živo. I zato ako blagoslovi Bog 7. den, to jest sabotata. Bitkata naskoro će ima pobednici. A koji će biti pobednici? Pobednici će biti onije koji se
со оној кој не знае за пораз, а тоа е живиот Бог, кој наскоро доаѓа во ликот и делото, за да ја доврши својата мисија, затоа доаѓа сега повтор пат нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Драги мои браќа и сестри, ние сме последната генерација на овој свет. Знаете што значи тоа? Дека после ова само ќе биде вечност со спасени од сите народи, колена, племиња, јазици. Тогаш ќе биде разноликоста од секое колено, народ, племе, јазик, а не разноликост во учења, во теологии, сите едно да бидеме. Не. Светот е свет, а вистински свет е оној кој што ќе се светли како светол пример. А овој свет е мрак, Зофија во грчкиот оригинал, не Софија, Зофија. Нека му е слава и величие на нашиот Господ, кој што не доведе во познавање на вистината која спасува. Амин.